Добар ден, уште еднаш од мене, почитувани гледачи, минута 2 по 18 часот го стартуваме отвореното студио на нашата телевизија. Мои соговорнички, Дафина Стојановска, ВМРО ДПМН, добар ден. Добро вечер. И добро вечер и добар ден, да. Јагода Шахпаска, СДСМ. Добар ден, добро вечер и за вас. Добар ден, добро вечер. Поздрав до вашите гледачи. Сакам да ви заблагодарам на двете што се одзвавте на поканата да дојдете во Скопје и да гостувате во отвореното студио на нашата телевизија. Благодарам. Лидерската средба некаде заврши пред околу 1 час, барем тогаш ги дадоа партиските лидери изјавите. Лично и она што се шпекулираше во јавноста, можеби се очекуваше некое приближување околу датумите, откако СДСМ некако побара на средина на јуни, ВМРО ДПМН е претходно средина на јули, па се очекуваше дека ќе се најдат некаде на средина, но сега слушаме некако би рекла подрастична промена во ставовите. Дали очекувавте ваков пресврт и дали можеби можеме да кажеме дека влегуваме во некоја епизода на политичка и ќорсокак? Еве со вас, Стојановска. Благодарам, Додевска. Значи, лидерската средба и оваа денешна во втората и од минатата недела беше најмногу на иницијатива на ВМРО ДПМН. Ние секако ја бараме за да стигнеме до некаков заеднички заклучок, заедничко решение од кое што ќе понуди излез од оваа криза во која што завлеговме. Се разбира, основен причинител е корона пандемијата која што ја зафати Македонија, но за жалете и вторава средба денешна, што заврши пред 1 час, од изјавите што можеме да ги слушнеме од сите лидери кои што присуствуваа на неа, резултатот е без исход, односно гледате имаме различни понудени датуми, имаме од 21 јуни па некаде мислам и до 13 септември беше последната опција. Ставот на ВМРО ДПМН се менува исклучиво како што се менува и состојбата со корона кризата. Ние сведоци сме дека изминативе 3 дена, вклучително и денешниот, имаме резултати заболени. Денеска мислам дека беа 30 со 3 починати. Вчера беа 30 со 3 починати, денес 23 со 3 починати, а просекот на починати по ден ние негде 1,5. Значи ние токму во овие денови го надминуваме просекот на починати. Токму заради тоа ВМРО ДПМН не избегнува од избори. Ние сме за избори, но избори кои што ќе го гарантираат здравјето на граѓаните, кои што за жал според сегашниве резултати од тестирања кои што и тие не се доволни за сега и од резултатите на заразени и починати, мислам дека се уште е рано за да одиме на брзи избори, никако во јуни, барем за сега според сета ова состојба што се случува во држава. Ке навлеземе во детали на позициите и на опозицијата и на власта. Во овој дел коментар, Шахпаска. Јас би прокоментирала дека тука не се работи за желба на политичката партија која што ја застапувам и во вечерашнава емисија, туку се работи за почитување на законските процедури и рокови. Да, ние сме за организирање на избори, односно продолжување на изборниот процес таму каде што застана, но пред се почитувајќи го општото јавното здравје. Доколку военната состојба биде завршена на 30 мај, тогаш согласно законските одредби, изборниот законник, ние треба да ги спочитуваме роковите и првиот термин, 22 дена после завршувањето на военната состојба, би бил 21 јуни. Значи, не е тоа желба на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, туку тоа е согласно законските процедури, согласно она што го предвидува Уставот, изборниот законник и така натаму. Од друга страна, во овој период беа исполнети и барањата кои што ВМРО ДПМН како опозицијска партија, односно незиниот лидер, ги бараше на претходните лидерски средби за кои денес пред граѓаните 2 пати се извини на граѓаните зашто се организираат лидерски средби наместо да се води грижа за здравјето, а граѓаните многу добро знаат дека лидерските средби беа по иницијатива на опозицијата. И ова говори за демократскиот капацитет на владеачкото мнозинство кој еве се согласи, ги одржавме тие лидерски средби, меѓутоа и покрај извештаите на Комисијата за заразни болести и покрај предупредувањата од Светската здравствена организација, покрај согласноста на ОПСЕ-ОДИХР да ја подготват и да бидат присутни со својата наблюдувачка мисија, опозицијата повторно бега од избори. И јас ќе го цитирам тука мојот лидер: не сме виделе лидер на опозиција кој толку се плаши од волјата на сопствениот народ и не сака да се соочи и да излезе на парламентарни избори. Не велам брзи избори, избори во кои што ќе бидат испочитувани пред се здравствената криза, односно здравјето на граѓаните, надминување на здравствената криза, укинувањето на военната состојба и продолжување на роковите за течење на изборите онаму каде што беа замрзнати со уредбата на владата.
Јас тука, ако дозволите, ќе се вметнам со краток коментар околу тоа дека ВМРО ДПМН бега од избори. Апсолутно не е точно. ВМРО ДПМН сака да се обезбеди фер и кредибилен изборен процес и не бега од избори затоа што сме сигурни во изборна победа. Таа победа ќе се случи кога тогаш, но ние се грижиме исклучиво за здравјето на граѓаните. Во однос на роковите, тие секако се надминати, колешке Шахпаска. 60 дена имавме рок според уставот и законите изборите да завршат. После распуштање на собрание, во рок од 6 дена треба изборите да се завршени. Не се, тоа е факт. Факт е, затоа се состануваат лидерите. Но не може вие, еве сами рековте, не сте за брзи избори, а единствено вашиот лидер е за брзи избори. Единствено не му одговара 21 јуни. Зошто? За да не се соочи со револтот на граѓаните. Че го ризикува и нивното здравје, само за да избегне економската криза, па еве гледаме сега трети офсет економски мерки што се нуди, повторно популистички мерки. Зарем мисли Зоран Заев дека народот во Македонија ќе ги заборави сите негови нереализирани ветувања? И сега преку криза газејчи по, да не речам по лешеви, но ние го ставаме здравјето на граѓаните во прашање. Тоа е основната причина поради која ВМРО ДПМН не сака да оди на такви брзи избори кои што се единствено жилба на Зоран Заев. Вие гледавте анкетите, кажуваат 75% од граѓаните во Република Македонија не се заинтересирани за избори. Зарем не ги гледате и не ги слушате? Кој ќе ви излезе здраворазумен човек на избори? На самиот изборен ден, на кој да биде датумот одреден, се уште не одреден. 100.000 луѓе само имаме кои што ќе бидат директно вклучени во избирачкиот процес. На тој ден ќе има многу блиски контакти, така? Избирачките места не се сегде организирани во простории каде што ќе може да се обезбеди растојание меѓу членовите на избирачките одбори. Маски задолжителни, па ние знаеме дека се задолжителни, како ќе се идентификува гласачот. Што ќе се случи во тој период? И не велам дека не е можно ние и утре да се договориме повторно да се случи нешто. Ние мора да се раководиме исклучиво по кризава која што се случува заради короната. Не знаеме што може да се случи. Околу техничкото спроведување малку подоцна сакав да прокоментираме. Повелете, Шахпаска. За тоа дали изборите ќе бидат фери кредибилни, имаме наблюдувачи од НАОПС и од ИХР кои што се согласија дека повторно ќе спретат своја мисија кој што ќе го наблюдува изборниот процес. Тоа е првата работа. Државната изборна комисија ќе си ги заврши врските онаму каде што застана. Во член 43 став 6 во изборниот законник стои дека причината заради која им е потребно наводно време на Државната изборна комисија да го ажурира, да го апдейтира изборниот списокот на избирачи, законот предвидува да МВР ги поднесе сите податоци еден ден после завршувањето на ворената состојба за сите граѓани кои што ќе наполнат 18 години до денот на гласањето. Што значи криењето за тоа дека избирачкиот список нема да биде кредибилен и објективен и бришење на оние кои што во меѓувреме би починале, не држи тезата. Друга страна, јас би сакала да ја повикам колешката, ние сме двете здравствени работници. Во медицината никогаш нема 2 и 2. Во медицината вие не можете да гарантирате што ќе се случува во периодот кој што престои. Во денешниот момент Комисијата за заразни болести излегла со став дека сега периодов пред летото, пред годишните одмори и согласно препораките на Светската здравствена организација е најповолниот кога кризата со ковид е ставена под контрола. Зошто ова го говорам? Затоа што вие не можете да предвидите што ќе се случи на есен. Прво, голем дел од нашите граѓани ќе заминат на годишни одмори. Голем дел на нашите граѓани диаспората ќе се вратат од странските земји во кои што има некаде и повисока инциденца на позитивни со ковид и може да го донесе тука вирусот. Што ќе се случи на почетокот на школската година кога ќе бидат отворени училиштата? Вие гледате дека чекор по чекор, согласно препораките на здравствените власти и самиот избирачки процес ќе биде согласно протоколи и почитување на социјалната дистанца, носење на личната заштитна опрема. Значи, сите проценки говорат дека сега е вистинскиот момент. А кој гарантира дека нема кризата да букне во веќе на крајот на август и датите кои ги предлагал вашиот лидер? Врз основа на што го темели? Врз основа на која проценка? Кога во медицината немате однапред предвидување што ќе се случи после 3 месеци. Ова е војна со непознат непријател. Значи, ова е искуство кое се гради во целиот свет, не само во нашата земја. И факт е дека досега во овој период што помина добро е менаџираме оваа криза зашто сме добили признание. Добро, тоа е ваше гледиште, секако и ваши толкувања на законите, многу добро јавноста знае. Толкувате како што ви одговара.
Докторски сме двете точно. И тврдиме дека никој не може да гарантира, а вашиот лидер во изјавата бараше Христијан Мицкоски да му гарантира дека во септември че нема опасност од кризава со коронавирусот, што значи е нонсенс неговото барање. Инаку да напоменам, септември 13, еве ако речеме, се уште е лето. А денес или вчера во Daily Telegram излезе проценка на директорот на Светска здравствена организација за Европа, да не шпекулирам со името. Неговата прогноза е дека следи нов, уште по-смртоносен бран, но на зима. Септември е рана есен, колешки шахпаска. 13 септември е доцно лето, се извинувам. Есента календарски започнува од 21 или 22 септември. Значи, манипулираме, а во суштина, ако Зоран Заев, не бега од избори, тоа нели му го препишува на Христијан Мицкоски, јас апсолутно не гледам зошто Зоран Заев би се плашил изборите да се дефинира датум август или септември, ако не му работите му блескаат, ако економијата му е добра, предвидува мерки, да го оставиме мерките кои што ги ветува сега ги предвидува, токму и да ги реализира, па таман да си добие уште повеќе гласови на изборите. Зошто би било тоа проблем за Зоран Заев? За нас не. Ние сме сигурни во нашата победа. Зошто Зоран Заев избегнува изборите да бидат тогаш кога мислам дека и повеќето од денешнава лидерска средба лидери се изјаснија повеќе за јули и август, единствено Заев беше за 21 јуни. И единствено Заев брои 22 дена преостанати. Дик се изјасни дека му се потребни минимум 35 до 50 дена за да си ги заврши неговите обврски. Не 22. Вие не го мешајте МВР со ДИК. Избирачкиот список се знае кој е одговорен за него. Што ќе направи? Не може МВР да гарантира, значи Оливер Дерковски како председател на комисијата се изјасни, нема да стави подпис доколку избирачкиот список на вистина не биде прочистен. Па Социјалдемократскиот сојуз бевте вие во 2016 два пати кои што ги одложувавте изборите токму заради тој избирачки список. Како сега вас ништо не ви пречи? Зошто? Нема потреба од брзање. Најмногу нема потреба од брзање заради состојбата. Денес имаме 3 починати и 23 заразени, вчера 30 заразени, 3 починати. Јас не гледам каде гледате подобрување на состојбата. И не може во исто време ние да ги олабавуваме мерките заради корона кризата и во исто време да закажеме избори. Дајте период да ги видиме ефектот од олабавувањето на мерките. Па после да се гледа. Да. Значи би сакала па јас да ви поставам контрапрашање на вашите аргументи. Зошто кога толку многу сте сигурни во изборната победа, според вашите анкети, ако велите дека вие сигурно ќе победите кога и да се случат, зошто не одиме на избори? Прво, во оваа држава во моментот имаме техничка влада. Техничката влада, незината основна намена е да организира парламентарни избори, согласно пржинските договори кои што беа усвоени заради начинот на владење на ВМРО-ДПМН во еден период. Од друга страна, ние одолговлекувајќи го процесот на одлагање на изборите, ние доведуваме и до слабење, односно до последици врз економијата. Овие мерки, кои сега, третиот пакет на мерки кои што ги предложи техничката влада, во која што, меѓу другото, им партиципирате и вие со 4 субминистери, со заменици министри, значи треба да го премостат периодот на корона кризата и веќе со последниот сет на мерки се предвидени мерки кои што ќе доведат до опоравување не само краткорочно и среднорочно на економијата во државата. На што ја тебелиме? Идејата дека сега треба да се оди на избори и дека не се тоа брзи избори. Ова е графиконот, ако може камерата да го зумира, кој што покажува кога се случил пикот на заразени со коронавирусот и тоа е согласно предвидувањата на здравствените власти. Односно, тоа е на 16 април, односно средината на април, како што беа предвидувањата околу Великден. После тоа имаме паѓање на бројот на инфицирани случаи. Значи, сите показатели, сите анализи, не само на домашните здравствени власти, говорат за тоа дека ние пикот на епидемијата го совладавме. И тоа не беше пик како што се случи во многу поорганизирани држави со подобра економија како што беше, затоа што со сите мерки кои што оваа влада чекор по чекор, и тука посебно морам да ја поздравам Комисијата за заразни болести и министерот Венко Филипче, не доведоа да ние имаме нагли пораст на бројот на инфицирани, кој што би довеле до трошење на сите медицински кадри, меѓутоа и капацитетите на државата за справување со ковидот на начин како што тоа се случи во Италија.
И од тука, нашите проценките на експертската јавност се дека на здравствените власти, на Светска здравствена, ОПСЕ одиха подготвеноста. Ставовите на председателот на Државната изборна комисија, кој што е делегиран од една политичка партија во Државната изборна комисија, јас можам да ги разберам пристрасно и партиски. Меѓутоа, сите аргументи се на наша страна, дека корона епидемијата е ставена под контрола. Тоа ни го призна и меѓународни фактори, тоа ни го призна и амбасадорката на Соединетите Американски држави, изразувајќи благодарност за начинот на кој што ние сме се справиле како земја која има такви какви што има ресурси. И ова справување со здравствената криза е точно последица на мерките, односно на политиките кои што Социјалдемократскиот сојуз ги презеде. Сега ќе ви кажам, говорите за мерките, јас ќе се навратам зошто исходот на кризата е вака позитивен. Затоа што кога ние носевме одредби за зголемување на платата на здравствените работници, вие не прозивавте дека тоа е додворување, предизборно и купување на гласови. Не оспорувам на моите колеги нивната совест, хуманост, Хипократова заклетва дека ќе пружаат помош на сите болни и немоќни лица во секакви ситуации. Меѓутоа, кога ви имате мотивирани здравствени работници, чија плата се зголеми на некаде од 40 до 50%, говорам за специјалистите, ви имате една војска на мотивирани здравствени работници кои што не жалејќи се себе си, храбро се соочија со коронавирусот, со болеста и пружаат помош на пациентите на секое ниво. Од друга страна, бројките за тоа дека корона кризата се држи под контрола, ќе ви кажам само една споредба меѓу соседните земји и нас. Знаете, на избори ќе одат и Србија, на избори ќе оди и Хрватска, на избори ќе оди и Франција, и сите тие организираат избори во јуни. Па почнаа кампањите, веќе мислам дека Вучич го видовме со нас сцена во салата и со интернет. Значи, не сме ние единствена земја која што не го става здравјето на граѓаните на прво место. Сметаме дека сега е вистинскиот момент за да се распишат избори. Од друга страна, само што вас сакам да докажам и ќе имате простор вие, околу менаџирањето на кризата. Искуствата во соседните држави, пред се соседна Србија, говори дека таму имаше неверојатно голем број на инфицирани возрастни лица кои што се сместени во институции, во старечки домови. Нашата држава го нема тоа искуство. Ние имаме само еден позитивен жител, станар на старски дом во Битола, кој што е дошол болен во институцијата. Тројца има заразени административни службеници во гериатрија во Скопје и ниту еден од психијатриските клиники. А морам да нагласам дека во државата има околу 40 капацитети за сместување на возрастни лица. Тоа говори за менаџирање на кризата. И на инфективната клиника, како местото каде што се одвиваше најжестокиот фронт со коронавирусот, имаше само еден позитивен медицински техничар. Тоа говори за мерките кои што ги преземавме. Добро, ја пак ќе се навратам дека вие мислам во пракса ви влезе сами себе да се фалите, не го слушате околу народот, не го гледате, очигледно не гледате што се случува. Самите кажавте дека најголемиот пик во Македонија се достигнал за време на великденските празници. Па следнава недела ќе бидат рамазанските празници. Што предвидувате тогаш да се случува? Зарем не мислите дека и тогаш е можен пик? Не, затоа што поминува еден месец растојание, затоа што спласнува вирусот. Извинете. Ве сослушав убаво, мислам дека јас со вас апсолутно не се согласувам. Секоја чест на здравствените работници и на сите оние кои што на вистина го жртвуваат животот, има дел од нив кои што семејствата ги немаат видено со недели, можеби со месеци, секоја чест, но тоа се должи на Хипократ, не на добрите здравствени политики на Венко Филипче. И ве молам, најмалку вие треба да ги споменувате платите на здравствените работници. Па вие им ветувавте 100.000 плата, а не сега да им ги покачувате 20% на вработените на инфективна клиника, на итна помош и не знам како. Мислам, лицемерно е тоа вие барем да го споменувате. 100.000 денари плата вие не им реализиравте. Многу добро знаете. Се расфрлавте со многу други средства за многу непродуктивни трошоци, зашто предходните влади на ВМРО ДПМН не ги обвинувавте и сега велите дека се во ред. За жал, воопшто не е во ред. Вие го ризикувате здравјето на граѓаните, повторно ќе повторам, само за да се оди што побрзо на избори, за да Зоран Заев го ублажи поразот, кој што ќе биде се поголем и поголем доколку изборите се одложат за понатака, согласно со кризата како ќе се одвива, и затоа ве молам, немојте да ги злоупотребувате здравствените работници со тоа дека била менаџирана добро кризата. Јас да имав прилика да го советувам вашиот министер Венко Филипче, мојот совет кон него ќе беше, јас си пишував неколку колумни на почеток на март,
Ќе беше тој да ризикува на стартот на оваа криза не да биде херој, па да му ваѓаат такви стикери или не знам што и слушај го Венко така. Тој да беше најлошиот на почетокот на кризата, кој што ќе направеше стоп на сите гранични премини на аеродромите, кој што немаше да дозволи влез на вирусот. Ние многу добро бевме предупредени од околината и гледавме што се случува. Тој тоа не го направи. 2 дена пред 26 февруар тие изјавуваа дека се е под контрола, за да само за 2 дена испадне дека не е под контрола. А херој ќе беше доколку така постапеше на почетокот, да немаше никакви пропусти, да се санираа точно сите влезови, да се знаеше кој е влезен, кој е ризичен, да имаше добра триажа, а не вака. Плюс ги запостави. Да прецизирам, да изведа и... Не може да се злоупотребува, да се злоупотребува. Дали сметате дека неквалитетно беше менаџиран дел од оваа корона криза? Тоа гласно го говорам и како став на партија и ваши персонален. Апсолутно лошо менаџирање. На стартот и на здравствена криза, а и на економска. И сега џабе ви се и популистички мерки, тоа дека се грижите за граѓаните и за здравствените работници. Лицемерно. И уште еден пример, ако ми дозволите, затоа што мислам дека можам со време да искористам, во однос најве да ги споменам матичните лекари. Воведовте електронски рецепт сега на почетокот на месец април, така? Знаете каква е нивната математика? Со електронскиот рецепт една приватна здравствена организација заштедува на хартија, на тонери кои беа трошоците за тоа, околу 1800 денари. А знаете колкави им се трошоците заради кризава, за тоа што си набавуваа сами заштитни средства за себе и за персоналот? Негде околу 12.500 денари. Затоа, тоа ми беше поентата, да не злоупотребуваме Хипократовата заклетва на сите здравствени работници и нивната жртва со тоа дека Филипче добро менаџирал криза. Да беше добро менаџирана криза, ние денес немаше да имаме тројца починати. Би сакала да кажам јас. Значи, кога доаѓам во емисија, во принцип се подготвувам. Не сакам да се гледа името. Ова е платата на колешка од мојот здравствен дом, каде што јас работам во здравствен дом Пешчево и каде што сега заради одлагање на изборите од 25 март согласно Законот за здравствена заштита без финансиски надоме се врати во својата ординација. Платата изнесува 61.312 денари. За која позиција говориме? Специјалист во здравствен дом. Ова е платата која јас би ја земала доколку се вратам во местото каде што на своето работно место во ординацијата. А кога влегов во политика, мојата плата беше 30.290 денари. Колешката знае често пати оваа теза ја пласирам одговорница. За тоа дали министерот Венко Филипче не би сакала да бидам негов адвокат. Меѓутоа, неговата популарност, рейтинзите говорат дека тој ужива углед и поддршка на 80% од граѓаните. Толкава поддршка не уживал ниту еден политичар во независноста на нашата земја. Значи, што ги темелиме? Врз основа на анкети кои што беа објавени. Понатаму, ВМРО-ДПМН во старт, место да застане заеднички како лекарска фела зад политиките кои што ги предлага министерот Венко Филипче, му предложи нивни тим на доктори. Ви се молам, во една држава имаме 2 тима на доктори. Тимот на доктори е екипата која што стои зад министерот Венко Филипче и екипата на доктори од ВМРО-ДПМН. Јас тоа како лекар кој е дел на Македонско лекарско друштво, на Македонската лекарска комора, не можам да се согласам да има поделба на лекарите за ова. И оттука тезите кои што ги колешката кажува за тоа дека добро не се менаџирала, вие дури и во една изјава се заканивте со кривична пријава за начинот како е менаџира кризата. Факт е дека беше на пресконференција, на партиски прес, вие рековте дека ќе му поднесете кривична пријава за начинот како се менаџира кризата. Ние ни 50% од болничките капацитети на клиниката за инфективни болести не се пополнети. Организирани беа мерките во старт од камери на аеродромите, мерење на температура, затварање на градинките, ослободување од работен процес на родителите кои што имаат деца до 10 години, лица со посебни потреби, посебни категории со хронични болести кои што се ослободени од процесот на работа заради зголемениот ризик, заради нивниот сманен имунитет. Значи, чекор по чекор, понатаму затварањето на училиштата, ограничување, воведување на мерките за лична заштита. За матичните лекари. Матичните лекари, 1200 матични лекари беа вклучени во процесот на
менаџирање на оваа криза, затоа што согласно протоколите и препораките на Комисијата за заразни болести, доколку пациентот има некакви симптоми и покачена температура, тој прво својот проблем го адресира кај матичниот лекар, кој што понатаму после преглед во посебни простории за изолација, кој што во секој здравствен дом, еве јас работам во здравствен дом кој што е во провинција, немавме соба за изолација опремена со комплетна, со скафандери, со маски, со калци, капи, ракавици 2 пара. Јас дијагностицирав колега доктор со ковид и го испратив во болница без никаков ризик, затоа што ги почитував протоколите на здравствените власти. Од друга страна, за тоа дали се трошеле или не се трошеле средства за заштита, здравствениот дом од каде што јас доаѓам потрошил 3000 евра, а има 39 вработени. Тука не спаѓаат алкохолот и другите дезинфекциони средства кои што се предмет на тендерска набавка. Ова е за заштитни маски, ракавици се. Така да здравствените работници, немојте, аргументот дека само еден техничар е заразен на инфективната клиника говори за тоа колку е сериозен пристапот во обезбедување на опрема. Меѓутоа, ќе се согласите со мене дека секој од нас носи лична одговорност. Не заради тоа јас да се заштитам себе си да се спасам, туку заради можноста да се инфицирам и асимптоматски да ширам инфекцијата на околината и на пациентите. Личната одговорност, колешке Шахпаска, ќе ве потсетам на изјавата на Караджовски во која што тој ги обвини токму здравствените работници дека недоволно знаеле да се заштитува, да ја користат заштитната опрема. Што ќе коментирате на тоа? Значи, или што ќе коментирате, например, за случаите во Велесли беше со пожарникарите и полицајците кои беа тестирани, за кои што тестовите беа изгубени? Или случајот со вашиот градоначалник во Куманово? Позитивен, негативен тест, точни тестови, неточни тестови. 2 дена после починување на жител на Велес, мислам дека беше, па испадна после 2 дена да се пријави дека е починат од корона. Значи, како тука го гледате успехот и велите, тврдите дека се е под контрола? Значи, и јас и вие како здравствени работници треба да водиме сметка. Не случајно тоа го истакнав. Препораките и протоколите ако се почитуваат, ви кажав, имав контакт со корона позитивен, па јас се уште сум здрава и се уште сум во работниот процес. Уште една работа ќе ми дозволите, ве молам. Значи, јас сметам дека одговорност треба еден друг министер од оваа влада да преземе. Заради тоа што не беа преземени никакви мерки за литијата што се случи во Струга. Затоа што за време на корона пандемија во најголемиот ек се правеа видеоспотови. Ве молам дали ги гледате ифтарските вечери деновиве што се објавуваат по социјални мрежи. Зашто говори тоа? Немојте со различни аршани, кажете вие. Не, Венко Филипче, за доколку граѓаните не се. Ама нели се предно рековте цела влада е техничка, заедничка, така натаму. Да, меѓутоа вие адресирате технички премиер. Министерот за здравство. Не, јас не се согласувам дека министерот за здравство треба да ги на колеги доктори не би сакала да коментирам на доктор Караджовски, јас не би сакала да коментирам. Јас коментирам политички изјави за носители на политички функции кои што учествуваат во процесот на менаџирање на кризата. Ако некој заслужува кривична пријава, тоа е министерот за ќе следуваат многу кривични пријави, колешке, не е само тоа. Знаете што, колешке? Не може за едни да замижувате, за едни да реагирате. Факт е дека во оваа држава институциите не функционираат со полн капацитет. Ние немаме парламент. До кога мислите парламентот да биде функционален? Парламентот представува прв контролор на функционирањето на власта. Зошто ни е нас техничка влада која ќе носи уредби со законска сила? Дајте да си го вратиме парламентот, да одиме на избори, да избереме кредибилна влада политичка која што ќе има легитимитет кај граѓаните, да избереме парламент кој што ќе носи закони, па и ќе ги прозива. Знаете вие дека алатката надзорна расправа е точно да се испита начинот на кој што работеле одредени министри. Расправи, односно не завршува во нашиот мандат. Во овој мандат и организирани беа надзорни расправи. Надзорната расправа за поплавите во Стајковци на која ние бевме сведоци, вие не знаете, ВМРО ДПМН на секој можен начин не дозволи ниту да почне. Ако нешто е подобрено во периодот, тоа е владењето на демократијата, враќање довербата во институциите. Знаете дека и законодавниот институција некако сте во Пендаровски. Зошто сте во Пендаровски имаш изјава дека ние имаме нефункционална демократија? Тоа го кажа. Ние немаме функционално собрание, ние седиме дома. Дел од нас колегите кои може се вратат на своето работно место. Ние сме заглавени во овој процес. Ние немаме функционално собрание, одлуката на Уставен суд е таква каква што е. Одлуки на Уставен суд не се коментираат, се почитуваат. Значи, еве, ние немаме собрание. Дајте што поскоро да избереме собрание. Дајте да вратиме надзорната улога. Ние да избереме во моментот кога тоа навистина ќе биде овозможено. А што дотогаш? Зар мислите дека ова е добро решение? Ова не е добро решение. Најдобро решение, колешки Шахпаска, е она кога на вистина
кризата со коронавирусот во Македонија ќе спласне. Што ако не се случи тоа во септември? Каква гаранција ние ви давате дека немаме за кризата тоа ќе помине? никакви аргументи. Имаме аргументи. Немаме аргументи. Сите извештаи, сите табели, начинот на кој што се движи. Значи, начинот на кој што пикот се случуваше во државата, бројот на заболени, смртноста, сето тоа говори дека кај нас врвот, пикот не се согласувам. Помина, Прво немаме и дека тестирање. немавме екстрено високи позитивни Абсолютно. пациенти како што имаше во другите држави. Значи сите држави полека се враќаат кон нормала. Македонија Вие во регионот колешки шахпаспорт води со заразен по број на заразени на милион жители, по број на починати на милион жители. За какво напредување зборувате по однос на криза? Светска здравствена организација. Зошто тогаш вонреднава состојба ја продолживте за до 30 мај? Светска здравствена организација минатата недела се продолжи вонредната состојба. Изнашла начини како да ги вреднува, односно како да ги цени мерките кои што се спроведуваат во земјите и ќе го најдете на веб страницата на Светска здравствена организација извештајот, каде што се според тоа како се менаџира кризата, број на новопојавени инциденца, морталитет, леталитет, број на тестирани и тестирани. Ќе ви кажам и за тоа, само дозволете да се доискажам, ние имаме коефициент 0,1. Се што е над 1,1 значи репродуктивен коефициент на Светска здравствена организација за регионот на Европа. Тој коефициент говори дека ние добро ја менаџираме кризата. Се што е над 1,1 говори за лошо менаџирање на кризата. Вие може да се лажете самите себе, пак вие ќе бидете зошто мислите дека бројот на тестирања не е доволен? Не е доволен. Протоколите кои што и политиките, стратегијата на нашата Комисија за заразни болести на здравствените власти беше дека ќе се тестираат сите тие кои што имаат симптоми. Согласно епидемиолошката анкета потребно да се исполнат одредени услови за да се испитаат сите што се во окружувањето, кластерот, сите контакти кои што ги имал и во моментот кога некој е позитивен, сите контакти со него се ставаат во изолација. И денешните бројки што ги добиваме, знаете што велат од Институтот за јавно здраве, дека 50% од тие се фактички контакти во семејството кои што веќе се во изолација 14 дена и оттука ризикот за ширење е помал. Јас сакам повторно да се вратам на оној изборен момент и денешните изјави на партиските лидери. Неодржлива е ваквата состојба, сите претпоставам тоа го знаеме, самата држава, самите институции, самите министерства, администрацијата не е на она функционално ниво кое што би требало да биде во некои нормални околности на некоја политичка влада, имаме како техничка. Првото прашање мое е една констатација, хипотетички да ја разработиме. Некако добив уверливост од лидерот на СДСМ Зоран Заев дека обстојува дека некаде на јуни, на крајот на јуни, некој датум сепак треба да се спроведат тие избори, а од друга страна го имаме овој став каде што веќе ретерира ВМРО од првичниот, дури го спомнува и септември како можен датум. Сакам да прашам што доколку не се постигне политички договори и консензус во однос на датумот? Дали се можни избори без опозиција? Зошто да не се можни? Некако меѓу редови мислам дека тоа се наслути од дел од политичките изјави. Може би тоа е една варијанта која што ќе одговара исклучиво само на Социјалдемократскиот сојуз. Дали тие изборни резултати, дали таа влада после такви избори ќе бидат одобрени од страна на Државна изборна комисија, меѓународни наблюдувачи и слично е прашање. Но како варијанта е можно. Да оди ВМРО ДПМН на избори по цена на ново заразени и не дај Боже човечки жртви, тоа ВМРО ДПМН нема да го прифати, ниту да го дозволи. Таков ризик, таква одговорност, еве нека повели Зоран Заев, нека си тера. Во моментов, денеска сме 18 мај, неизводливо е, неможно е избори да се закажат за 21 јуни, што впрочем ете за така и завршила денешнава лидерска средба, без датум. Значи, она што Зоран Заев го тврди, го вели, не нашол на некој друг кој ќе ја поддржи неговата идеја. Еве, нека не е Христијан Мицкоски, таму има и други лидери на други политички партии. Кога се работи за здравјето, значи... Ама веќе за јуни, мислам дека БЕСА и останатите веќе прават некој компромис во однос на јуни, јули, тука котираат со датумите за одржување на избори. Ова е, можем, нели? Значи, ние денес повторно бевме сведоци на класично бегање на Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН од избори. Страв од соочување со народот. Страв од соочување со гласачите, затоа што најверојатно се плашат после ова менаџирање на кризата, дека имаат неминовен пораз. Ние како владеачко мнозинство ги исполнивме ветувањата на нашите граѓани повеќе од 60% за 2,5 години период на владење.
почнувајќи од успешната приказна со членството во НАТО, која е затворена приказна, веќе сме равноправна 30 членка на НАТО. Отварањето на преговорите, препораката за почнување на преговори со Европската унија, исто така уште една успешна приказна. Менаџирањето на здравствената криза, исто така е успешна приказна која што граѓаните ја препознават. И од тука мене навистина не ми е јасно зошто по секоја цена ВМРО-ДПМН не сака да овозможи животот на граѓаните, економијата, демократските процеси во оваа држава да се движат по нагорна линија. И Светска банка според проекциите говори дека ние ќе бидеме земја која што ќе има најмали последици во однос на економијата во споредба со соседните земји од Балканот. Значи, растот ќе биде минус 3,4. Вие подобро ги баратите темите од економијата. Буџетскиот дефицит исто така проекцијата е околу 6,5%. Значи, ние сме во таа споредба со земјите од Балканот во подобра ситуација од една Хрватска, кај која што немаше предвиден буџетски дефицит, па сега некаде околу 6 ќе се движи на крајот од годината после корона кризата. Кај нас беше предвиден 2,4% дека ќе биде, а сега околу 6, што значи ние имаме помалку од 4%. Сите тие показатели говорат дека Социјалдемократскиот сојуз е на вистински пат, кај и како државотворна партија во периодот наназад секогаш сме биле на фронтот и сме докажувале дека на прво место е граѓанинот во државата. Ние вложуваме во човечки капитал, ние вложуваме во економија и резултатите и проекциите се дека веќе следната година после кризата растот на бруто домашниот производ ќе биде позитивен некаде околу 5,5% ќе изнесува. Не се согласувам апсолутно. Ова се голи флоскули кои што СДСМ сама ги тера. Ова е аргументирано, ова јас не го измислив, тоа е пласирано во јавноста. А далеко за НАТО не зборувам. Далеку од датум за добивање од почнување преговори за влез во Европска унија. Јас не знам како ви е така. Вие знаете дека тој процес треба да се новата преговарачка рамка треба да се дефинира. Па има преговори, па прва меѓувладина конференција. Вие ги лажевте граѓаните дека штом ќе се реши единствениот најголем проблем, овде во Македонија влегуваат Google, Facebook, Европска унија, датум, го прославивте, не го добивме, па зошто тогаш во октомври мислам се одлучивте да се оди на избори? Затоа што не добивте датум. Затоа што не било само името. За економија немојте да зборувате. Ќе ги отвориме преговорите. Руиниравте се живо во државава. Каква економија, за одговорноста пред сопствените граѓани. Исполнивме НАТО, не исполнивме Европска унија. Ајдете граѓани, ги оплячкавте. На избори за да провериме довербата на граѓаните. Ајдете, но не по цена на нивното здравје, колешке. Не ви држи тезата, ви се молам сите. Ама нема што да апелирате. Имате здравствени власти, имате комисии, имате Светска здравствена организација, имате сите институти, сите надлежни, компетентни кои што говорат, освен Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН. Сакате ли вие Европска унија? Сакате ли вие напредок на оваа земја? Па дајте што поскоро да станеме членка во таа унија, каде што нема да има. Не може со ваква криминогена власт да влеземе во Европска унија. Не може. Не може. Проектиравте најголем буџет досега виден во Република Македонија, најголем буџет. Зошто? Велевте предходните влади на ВМРО-ДПМН краделе. Ајде, колку е сума ја краделе? 80 милиони, 100 милиони? Па ние имаме 200 милиони. Ние имаме 200 милиони евра дефицит во првите 4 месеци на годинава, кога не била економската криза уште започната од коронавирусот. Зошто е дефицитот? Па ние враќаме долгови од евроврзниците што ВМРО-ДПМН ги зеде. Колку вие не задолживте? 2021 година. И тоа со камати од 5 до 9%. За разлика од актуелната. Значи да не се надвикуваме. Кажете вие периодов од јануар до април колку ја задолживте државата? До крајот на годината. И кога ќе си одите, кој мислите тој долг да го плаќа? Граѓаните, затоа не се повикувајте на граѓаните. Затоа како 420 евра на семејство имате долг од јануар до април годинава. Или 200 милиони евра. За разлика од ВМРО-ДПМН, парите ги трошиме, ги враќаме кај граѓаните, ги трошиме за инфраструктура. Ве молам да не ви ги извадам бизоните и месата што ги јадеа и облеката што ја купуваат вашите министри. Немојте. Значи, министерот Сугарески многу убаво објасни за продолжување на двата крака на гасоводот. Едниот од Неготино преку Прилеп до Битола. 86% завршен. Другиот гасовод Скопје, Тетово, Гостивар. 58% вие се движите. Колку патишта, да, градежна офанзива на ниво на целата држава. Јас доаѓам од Источна Македонија. Значи, кај нас се градат експресни патишта, се градат канализации, водоводни мрежи, преку средства кои што ги добиваме. Тие патишта што се градат, колешке Шахпаска,
Предходната влада на ВМРО-ДПМН за нив направила проект и обезбедила средства. Ваше беше само да се реализира. Знаете После како? 3 години се реализира. Знаете како? Што е со автопатот Кичев-Охрид? Прилеп градско, колку тендери рушивте? Каде? Па замислете што се случува со тие патишта кои што се оставени година и две без на нив едно зрно песок да се истори, да не се изразам како колегата Ѓурчев, шајка нема жумирена. Може ли да ви одговорам? Немојте ве молам, не сте сериозни. Која е инфраструктура, ве молам? 1000 километри, 650. Насред трасата беше асфалтиран електричен столб. На тој начин градеше ВМРО-ДПМН. Сега доаѓајќи, значи јас патувам секој ден. Кога патувам од Берово до Скопје, по тој автопат има свлечишта заради тоа што е лошо направена проекцијата и патиштата се секогаш со една лента затворени од едната и од другата страна. Еве ве повикувам да дојдете да видите дека таква беше проекцијата. Патот, експресниот пат од Кавадарци до Прилеп, точно заради злоупотреби, заради тендери кои што Прилеп градско, еве за Прилеп градско ќе ви кажам. Тоа е тој дел. Тоа е тој дел. Прилеп градско преку Фариш. Тоа е тој затоа што сте ветувале пари и ненормални анекси на договорите заради кое што ги крадевте народните пари. Колку анекси вие направивте само за Кичев-Охрид? Колку анекси помина во нашиот мандат, кажете? Да ве потсетам само за театарот од 6 милиони 38 милиони. Ама чекајте да ве прашам. Тоа значи дека вие ја копирате лошата стратегија на ВМРО-ДПМН според вас? Ние работиме отчетно и транспарентно. Има транспарентни видливост на трошење на народните пари. На веб страницата на Министерството за финансии секој може да кликне и да види каде одат парите. Градење на патишта, на пруги, на гасовод, средства од фонд за иновации на ваши луѓе. Ве молам. Корупцијата и криминалот марихуана, бизнес и диаманти ви се приоритет во тек на корона криза. Затоа ни се случија тие процеси што ни се случија. Експертска група Рајхал Придебе, па Прибе што го заборавивте. А за марихуаната, ги беше секој втор збор кажан. Прибе. Сега го заборавивте. Тоа е закон кој што го донесе ВМРО-ДПМН. 2016 година на 7 март. Јас бев председател тогаш на Собраниската комисија за здравство. Не зборуваме за тој закон, колешка. Законот за марихуаната, дозволите што се издаваат се од тој закон за марихуана. Новиот закон не е усвоен во законодавниот дом. Значи тоа е законот. Како тогаш издавате лиценци сега? Како тогаш сега? Во ек на корона криза кажете ми што ќе помогне издадена лиценца на синот на Боро Малборо во ек на корона криза? Што ќе помогне, кажете ми, еве на граѓаните, не мора мене, што ќе помогне таа издадена лиценца сега во ек на корона криза или за подобрување на условите за да стигнеме до датум за избор? Ама ако нешто е по закон, зошто би сметало? Ако има услови за производство, ако има банкарска гаранција, доколку има кадровска инфраструктура, квалификувани кадри за да ги исполни условите од законот на ВМРО-ДПМН, зошто да не го добие тендерот? Самите кажавте техничка влада, која е задачата на техничка влада? Затоа ви велам, дајте техничката влада да ги организира, ама ова ако продолжи вака ние сме заглавиле државата со неразумното однесување на ВМРО-ДПМН. Никогаш не сте имале сенс за желбата, за потребите на граѓаните, за економијата, секогаш сте ширеле лажни вести, секогаш сте спинувале, сте подигале паника како сега што бевме сведоци во периодот на корона кризата, наместо да се приклучите и заеднички да преборите ВМРО-ДПМН не алармираше, опозиција, што алармираше? Ако ВМРО-ДПМН не алармираше, вие немаше воопшто ништо да превземете. И префрлање на средствата од вториот пензиски столб во првиот за исплата на пензии. Се што превзедовте е задоцнето, само заради вашиот пркос кон предлозите на ВМРО-ДПМН. Не е точно. А задоцнето превземена мерка во ек на корона криза е исто како да не е превземена. Во кој смисла? Тоа ми баш сакам да отвориме темата. Во смисла на заштита на вонредна состојба прогласувана. Значи, и во економскиот и во останатиот медицински дел, клучните критики што беа адресирани од ВМРО, дека мерките се закаснети, зборуваме вкупните задоцнети мерки, а од финансискиот аспект дека по износ не се доволни за да ги санираат штетите и да помогнат во прав момент. Тоа практично беа првите. Зошто го сметате тоа? Па ние имавме 4 дена. После прогласување на вонредна состојба, март беше, мислам, 4 дена после тоа се донесе првата уредба за првиот пакет на мерки. Според тие тајминзи, сега јас идам таксативно, хронолошки. Сакам да издействувам одговор од вас теза, зошто го сметате дека е спротивно на ова што го говорам. Добро, еве јас не сум економиста, ние двете сме докторки, но за жал професијата ни е таква, мора да ги следиме економските показатели така во ред. Како лаик во економијата, ќе се извинам на сите економисти во државава, колку што можам да проследам да видам, прочитав дека во економијата постоело едно правило. Дека во економијата се можни 3 патишта.
погрешен, стратегиски и проблематичен. СДСМ не го избра стратегискиот, СДСМ избра еднократни мерки, СДСМ избра мерки кои што се, како да ви кажам, истресени од ракав, турни застани, да го спомнам тука прогресивниот данок или повратокот на ДДВ. Сега СДСМ е во состојба кога ги моли повратниците на ДДВ да станат донатори за корона кризава. СДСМ да го послушаше нашиот лидер Христијан Мицкоски, кога тој на стартот на кризата апелираше дека паралелно со здравствената треба да се третира и економската криза, и тој апелираше најпрво што треба да се направи, оваа влада да направи на стартот на економската криза, е да обезбеди средства од меѓународен пазар по поволни услови. Тие средства ќе овозможеа македонските бизниси, домашните компании, да се одржат на некое ниво, како нашите граѓани сега не би чекале милостина од ЗАЕФ ветена, прашање дали ќе биде реализирана од 9000 евра или од 9000 денари или 150 евра, можеа со таквото превземање на потек нашите граѓани сега да примаат редовни плати. Ние имаме 1/4 засегнати стопанственици наши домашни со криза. Тоа не е мала бројка, 1/4. Колку луѓе имаме без работа. Не се само невработените. Ја гледате денеска реакцијата на синдикалните здруженија и граѓански здруженија, дека не се задоволни од овие COVID-3 мерки на владата, дека не постапила по она што се договарале, не знам што се договарале на 30 април, дека не се со кризава засегнати само невработените. Засегнати се и вработените. Имаме луѓе со отказ, имаме луѓе со намалени примања. Зарем навистина сте убедени како опозиција? Сега малку сакам спорадично да направам, и вие ќе си размените ставови секако и како власт и како опозиција. Зарем навистина сметате дека ако се прифатеа еве хипотетички дел од тие предлози, навистина сметате дека Македонија ќе успееше сите економии, регионални и светски, не успеа да го издржат тој притисок и удар од кризата. Сега да има отпуштања, сега да има затварања, сега да има задоволни и незадоволни и помалку задоволни. Зарем навистина сметате, сега реално ако зборуваме, дека ќе успеевме да го избегнеме тој удар каков што е сега? Јас морам уште еден момент што пропуштив да го кажам, дека во декември 2020 година се усвои буџет за 2020, декември 19 се усвои буџет за 2020 година, кој што буџет беше исклучиво наменет за предизборен подкуп. Наместо да беше наменет за да ни се подигне економијата, да се реализираат капитални инвестиции, кои што во првиве 4 месеци ни се колку реализација 12,6% или 50 милиони евра. И тука е клучниот момент. И сега доаѓа кризата, уште не започната, ние од 1 до 4 месец имаме 200 милиони евра долг, така? Се прогнозира тој да стигне до 750 милиони евра, и како велиме дека економијата ни цвета. Или еве не мора со вакви бројки кои што можеби не се јасни, како да кажам, милиони евра, денари, трошење. Ајде да погледнеме секој во сопствениот новчаник до Девска. Па луѓе има што не можат да си ги исплатат режиските трошоци во месецот. Зарем мислите дека на нив ќе им бидат доволни овие 9000 денари ветени за последните за август и за септември? Не, прашувам, дали лутаме со вистината, бидејќи од една страна, ако ја слушаме опозицијата, сега разговарам со вас, значи треба мерки за доцнети, Србија давала по 100 евра на граѓаните, све. Но од друга страна критикуваме. Тоа е милостиња на ЗАЕФ, па тоа ќе ја продава дупката. Каде е вистината? Ама каде е вистината? Ние се влегуваме во деликатен период и затоа ќе ве прашам каде завршува онаа вистинска граница на поддршка и помош, и нека е задуцнета, но нека ја има реално, а каде продолжува оној популизам? Вистината е дека народот во Македонија се повеќе и повеќе осиромашува. ЗАЕФ сака да застане на средина на тој пат. Кога нема се уште да биде почувствуван тој длабок економски колапс во државава, за да колку толку го ублажи поразот. Тоа е. И затоа сега ветува овие пакет мерки, се ветувања за после избори. На народот тоа треба многу добро да му биде јасно. Ништо нема да добијат пред избори. И ако се одржат на 21 или 28 јуни, нема ништо да добијат. Затоа велам зашто ЗАЕФ не прифати избори во септември, кога ќе ги реализира сегашниве ветувања и уште поголем број на мандати ќе освои. Ништо страшно. А при тоа еве ние ќе следиме состојбата, ние не велиме фиксно да биде во септември, еве нека биде и август. Може би се спомна тоа. Меѓутоа јуни, од овој денешен датум, аспект, резултати од анализи, од недоволно тестирани,
Не може. Апсолутно е неизводливо да бидат избори организирани во јуни. Да. Значи Мојот вака. став. Пензиите се исплаќаат и граѓаните не Значи, вистината е во фактите. Пред фактите и боговите молчат. Пензии се исплаќаат, плати се исплаќаат. Не можеме тоа шахпаска Први како трите успех пакети, да го... не, дозволете, да се доискажа. Значи вака, државата интервенираше во 3 сета на мерки, значи за премостување на кризата. Без каматните кредити, првата мерка беше прво 5,5 милиони евра и таа мерка ја искористиле некаде 730 предпријатија со 6.500 вработени. Значи, без каматните кредити како линија прва е потрошена, потоа имаше дополнителна уштедна линија од 8 милиони евра. Со последниот сет на мерки, вкупно ќе се вбризаат 550 милиони евра. Тоа е бројка, значи последниот пакет е некаде 355 милиони евра. Тоа значи 5,5% од бруто домашниот производ. Тоа се пари кои што се враќаат кај граѓаните. Зарем е греф да им помогнете на граѓаните во услови на криза. Зарем е грешка да им се даваат тие ваучери од 9.000 денари на лица кои што не работат, лица кои што живеат во сиромаштија, лица кои што се приматели на гарантирана минимална помош. Тука, овој деликатен период, значи како ние да направиме таа разлика помеѓу каде е таа тенка линија помеѓу потребата од помош и поддршка и каде од другата страна на тенката линија продолжува оној предизборена корупција, значи, подкуп и сето тоа. Видете, ние сме социјалдемократи. За милиони евра за кои што граѓаните треба да знаат дека еден ден наши деца треба да ги враќаме сите заедно, да. Ние говориме како социјалдемократи за социјална сигурност и говориме за солидарност. И од тука мерките се насочени према граѓаните. Во нашата изборна програма секогаш централното место го има граѓанинот и неговите потреби. Потоа јакнење на економијата и трето демократските институции. Тоа се трите постулати на кои што се темели нашата изборна програма во континуитет. За тоа дали ние задолживме државата и како се однесуваме. Од минус 1,1% економијата ја дигнавме на 3,4%. Па еве извештаите, Светска банка вели дека ние подобро ќе ја изменаџираме кризата во однос на земјите од соседството. Тоа не се наши кредитните агенции Fitch. Вие ги пратевте, потврдија ББ плюс и другото е ББ рейтинг. Тоа значи дека веќе следната година ние ќе имаме зголемување на бруто домашниот производ за 5,5%. Говорите највисок буџет, па нормално е во номинален износ на тој буџет да биде во пари 3,4 милиарди евра. Меѓутоа, да, 3 нека е 4. Меѓутоа паралелата се прави во однос на бруто домашниот производ, кога се расте, кога се зголемуваат приходите, кога економијата оди напред. Тоа е нормално. Оваа календарска година ние ќе имаме сега ќе имаме пат на приходниот дел, меѓутоа ќе имаме за 1,4%. Дали рецесијата е само на една економија како што е нашата земја или рецесијата ќе го зафати целиот свет? Гледате што се случува со најмоćните економии во Европа, како Франција, како Германија, да не говорам. Не го спориме тој момент дека ние не можеме да останеме имуни сите мерки, но дали на време преземаме и вистински мерки? Тоа е прашање. Да, престројувањето, преземањето на мерки, давањето на средства, враќање на парите кон граѓаните, да оставиме граѓаните да проценат дали тоа им користи или не им користи. Значи, како влада во овој период 3 сета на мерки се преземат за да се адресираат проблемите на граѓаните. 30.000 компании побарале ваква поддршка. Тоа говори дека мерките ги адресираат вистинските потреби на компаниите. Целта е да се зајакне економијата, конкурентноста, не само дома, туку и во регионот и надвор. Значи, нас ни е важно да се оди на избори, не на брзи избори, нагласувам, избори кои што согласно здравствените власти е известно и возможно да се одржат во периодот после завршување на vanredna состојба, со почитување на здравствените протоколи, зашто поскоро да ја насочиме економијата во вистински правец и оваа држава полесно да ја преброди кризата која што евидентно е присутна во целиот свет. Јас само едно тука ќе реплицирам до Шахпаска, пошто некако многу злоупотребувате или не сакајчи така испадна, не обвинувате дали е греф на граѓаните да им се доделуваат ваучери. Греф е, колешке Шахпаска, што вие како влада ги доведовте граѓаните да им требаат тие 9.000 денари. Но тие 9.000 денари не им се доволни, колешке Шахпаска. Сојузот на синдикати излезе со информација дека минималната синдикална потрошувачка кошничка за февруари 2020 година изнесувала близу 33.000 денари. Зарем мислите дека со овие 9.000 денари сега во екот на кризата вие нешто ќе завршите работа кај овој народ кој што вие го доведовте во оваа ситуација?
Ние го доведовме со ковидот во државата за повторно спинувате. Не, тоа вие се спинувате. Не. Ние го доведовме народот. Јас зборувам за економијата која што вие не ја водевте како што треба од стартот. Не само за ковид кризата. Зборувам и за 2019, зборувам тоа што е факт, колешке. Зборувам тоа што е факт. Дека милиони испрошивте и подаривте на ваши луѓе. Дека 100.000 граѓани останале без работа. Според податоците од Агенција за вработување, 8.160 граѓани останале без работа, од кои 4.500 или 600 граѓани по основ на завршување на договорите на определено време кои што ги имале со работодавачите каде што работеле. Толку е со вашите вистини и толку е со желбата да се посветите на граѓаните, да се посветите на државата, меѓутоа мене ми е јасен начинот на кој што владееше ВМРО ДПМН и во минатото. Вие воопшто не се оградивте ниту од криминалите, ниту од начинот на лошо владење. Само спинување, лажни вести и обструирање и бойкотирање, на саботирање, да речам, на се што води кон излез од оваа криза. Да обвинувате и да речите дека ние сме виновни за ова, ние не сме виновни. Не сме го рекли. Значи, вие можевте само да превземете многу посериозни понавремени мерки и по однос на корона кризата, здравствена, и по однос на економската. После прогласување на воредна состојба, за колку зборуваме ние? Во месец и пол период 3 сета на мерки преземаме. А што се тие мерки? Ако не се насочени за повторно за манипулирање со граѓаните. Дали тие пари ќе завршат во џебот на граѓани? Па вие цело време со граѓаните се. Вие овде цела емисија велите дека вие мислите на граѓаните. Да, апсолутно. Па граѓаните ви се без пари. И за демократски институции, и за развој на економија. Која демократија? Па хибриден режим од ВМРО ДПМН дојде или од Економист и од Freedom House дојде хибридниот режим? Или каде се позиционира Македонија на листата на Transparency International? Споредено со времето на оној режим, а сега имаме хибриден режим. Тој хибриден режим не ви од ВМРО ДПМН. Не. Кој што се повикувате на меѓународни институции, тој хибриден режим вие од меѓународни за периодот начинот како ВМРО ДПМН владееше. Вие се поистоветувате со тој хибриден режим, за таа широко распространета корупција, за клиентелизмот, за клиентелизмот во државата, криминалот во високите кругови односители на власта. Значи ви се молам, затоа не се случи. Добро, ако владеевте после тие 10 години немаше да се случи она што се случуваше. Сето тоа беше ваше сценарио. Па сето тоа беше ваше. Вие Македонија ја туркате секогаш во криза. Зошто се согласивте? Во време на владење на СДСМ се случи транзицијата. Во време на владење на СДСМ, јас паметам, дете сум била кога моите родители на место плата земале бонови. Сега вие тоа го доведовте. Бонови ќе делите. Каква контрола ќе има? Дали тие ваучери ќе стигнат на вистинското место и дали тие ваучери на вистина наменски ќе се потрошат? Кој ќе го контролира тоа, колешке? Како што се контролираше она апликација по мобилните телефони за која што апелиравте да се инсталира. Кај се тие пари? Колку чинеше таа апликација Стоп корона? Ве молам. Или изумот на Нина Ангелова за кој што сега во време на корона криза добива сума од фонд за иновации. Дозволете. Крајно сте несериозни и не знам како можете со граѓаните вака да ни манипулирате. Околу ваучерите, тоа е мерка, алатка која се користи во услови на корона криза за заштита на домашните буџети на најранливите категории на граѓани, на фирмите кои што страдат, не фирмите кои што остваруваат профит и добивка, и затоа што има фирми кои што компании кои што и сега добро работат, особено извозно ориентирани IT, со дигитализација и така натаму. Значи, ние ги зголемивме платите на граѓаните. Па ние минималната плата зголемивме за 5.500 денари. Како можете да не прозивате дека ние ги водиме граѓаните со ваучери? Не е точно тоа е мерка која се спроведува само во услови на кризата. Дали не ги зголемивме пензиите, почитувана колешке, 1700 денари за 2 години. Колку ви беа ветувањата? За 2,5 години. Не кажете пред јавноста колку ви беа ветувањата. Направивме стабилизација на пензискиот фонд. Сега истото нешто што беше мислена именка во времето кога ВМРО ДПМН само ја продлабочуваше дупката во пензискиот фонд. Тоа е друга приказна, ќе расправаме во друга. Не е точно. Значи, не е ветување извештајот на Светска банка дека македонската економија ќе биде следната година повисока за 5,5%. Неосновано, значи не е основано, еве ги аргументите. Со факти и апсолутно ги кредитните агенции. Сметам дека несериозно се однесува. Ајде колешке да одиме. И немојте да го споменувате. Ајде да одиме да провериме дали граѓаните ви веруваат. Избори веднаш, но доколку корона кризата биде навистина контролирана. Но доколку Кристијан Мицкоски прифати и се помири со себе си дека ќе доживи изборен пораз. Заев е тој кој што периодов за време на корона кризата нижи порази. Сакате да ви ги набројувам? И че нижи. Сака да прекине низата за да го намали поразот. Поразот му е неизбежен со вакво однесување со граѓаните.
2016 ги излажавте, ги доведовте во состојба. Исполнивме 60% од програмата. Рековме повисоки плати, ги исполнивме. Рековме 100.000 денари за докторите, колешке како колешка, ве прашам. Значи не ми кажувате. Зголемивме дежурствата, платите ги зголемивме. Не ви споменувам дежурства, чисто плата. Дежурствата не се пресметуваат во плата, не влегуваат во тие 100.000 денари. Клиничките доктори слободно проверете, заработуваат повеќе од 100.000 денари. Манипулирате, квотите на ставивте лекови, во оган закон за здравствените паралелен работници. увоз. Ги подобрихме условите за специализации за видовте што се случи со министерот во Холандија, мислам дека беше кога му свртеа грб за здравствените работници. Белгија, министерка, премиерката. Да, блиску сте до тоа. Затоа сте за брзи избори. Не дека вие за нешто друго. Углед во граѓаните заради менаџирањето. Па можеби тука е проблемот меѓу него и Зоран Заев. Зоран Заев изгледа многу изгуби со тоа што не е премиер. Зоран Заев на вистина губи, ќе губи се повеќе и затоа е неговата интенција што побрзо да се оди на избори. Кој што ги почитува, однапред дадените ветувања, Зоран Заев ги заборави ветувањата од вчера, единствен премиер кој што е отчетен пред граѓаните, секогаш достапен и искрен, кој што одговара на се што му е адресирано како прашање. Во собрание не сме имале таков премиер кој што цел ден одговараше на пратенички прашања на сите пратеници од опозицијата. Јас тоа не го доживеав во времето кога Никола Груевски беше премиер. Ако нешто мора да се признае, тоа е враќањето на демократијата, слободата на говорот во државата. Хибриден режим ви кажав. И Стево Пендаровски ви кажа дека имаме нефункционална демократија. Вашиот кандидат за не е функционален парламент. Не е функционална демократија, колешке. Знаете тоа колку е тежок удар за една партија на власт. Демократија ако ви недостасува едната од трите основни алки на власта. Нас не недостасува. Па вие ги помешавте сите три алки на власта, колешке. Зарем законодавниот дом имаше контрола врз извршната власт. Зарем правосудниот систем беше оставен да си работи сам без интервенции. Тој истиот од вас девастира. Па вие бетер го направивте. Да го донесеме законот за јавно обвинителство. Вие бетер го направивте, колешке. Што се случи со рекет 1, рекет 2? Институциите си постапуваат согласно, ние не се мешаме како вас. Зоран Заев воопшто не се мешаше. Ние не се мешаме. Зоран Заев воопшто не се мешаше во рекет. Кажете овде пред јавност. Кога се бираа судии од тефтерчето на Гордана Јанкуловска, кога имаше тоа време очигледно ви одговарало и затоа мислам дека го дуплиравте. Сведоци бевме на начинот на кој што ВМРО привршуваме. Сакам на крај да прашам дали веќе ги почнавте првите опипувања партиски, внатре-партиски на пулсот на расположението, на рейтинзите, како котираат функционерите, високи истакнати членови, што ќе треба да бидат фронтмени, вие како носители, односно кандидати за идни пратеници. Почна ли анкетите, почна ли анализите? Ние редовно во ВМРО се прават анкети и анализи, врз основа на тие истражувања ние еве сега сме во фаза на повторно прекројување на партиската изборна програма, бидејќи со корона кризава не можеме да одиме со истата која што веќе ни беше подготвена, така да во континуитет се прават кај нас анализи и истражувања на мислењето на граѓаните и сметам дека сме на добар пат. Веќе имаме една двоцифрена разлика, што ако проаѓа повеќе период, таа ќе се зголемува. А затоа велам, ние немаме проблем утре, не утре, вчера да беа изборите, немаме проблем по тоа прашање. Нас не е проблем само здравствената состојба. Да се загарантира дека на граѓаните нема да им биде загрозено здравјето во текот на изборниот процес и на денот на самите избори. Доколку тоа може да се проектира, да се изанализира, затоа како фактори кои што сметаме дека се најрелевантни ги напоменавме здравствената комисија, државна изборна комисија, ОПСЕ ОДИХР, па тука би ги споменала еве и медиумите. Така е. Нема да имаме ние фери, кредибилни избори и на крај добар изборен резултат признат од граѓаните и од релевантните фактори, доколку ризикуваме да одиме на избори, а со кризата се уште не сме расчистили. Шеф Околу рейтинзите и анализата секако дека се прави во нашата политичка партија, меѓутоа кажавме дека сите предуслови за одење на избори се веќе исполнети и од тука јас уште еднаш би сакала да ги повикам колегите од опозицијата да се приклучат, затоа што трите барања кои што им беа важни за да може да се продолжи со изборниот процес веќе се исполнети, ги добивме потврдити и од здравствените власти, точно прецизирани протоколи како би се одвивал изборниот ден за да се гарантира безбедноста како на членовите на избирачките одбори, наблюдувачите, така и на гласачите и наблюдувачите од странските мисии од ОПСЕ и ОДИХР. И од тука ги повикуваме ден поскоро да овој процес се заокружи. Меѓутоа очигледно анализите во Белата палата говорат дека ќе има пораси од тука нивното бегање од изборите кои што се известни.
Стојановска, Шахпаска, уште еднаш ви благодарам. Го исцрпивме овој политичко-економски дел. Сега веќе имам резервирано прашање за владиниот советник, го спомена Фатмир Битики. Од него малку ќе се обидам да издействувам поконкретни, затоа не навлегов во економската дебата во детали со вас. Аргументите ги резервирам тета-тет интервју со него. Уште еднаш ви благодарам, се надам се гледаме во некој следен состав. Благодарам на поканата. Почитувани, овде ќе направам мала пауза, некоја минута реклами, па продолжуваме со вториот дел.